Добро вечер, победничка Кисела вода! Добро вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Добро вечер, Македонија! Чест и задоволство ми е што сум вечерва со вас, почитувани мои сограѓани на Кисела вода, на најстарата и најголемата општина на територијата на нашиот главен град. Дозволете ми да ве поздравам и уште на почетокот да ви се заблагодарам за вашата огромна поддршка во целиот изминат период и во сите наши заложби со кои успеавме да го напредиме животниот стандард во нашата држава. Голема благодарност за довербата која ни ја укажувате и која сигурна сум дека повторно ќе ни ја дадете на 11 декември. Горда сум што потекнувам од Кисела вода, затоа што граѓаните на оваа општина од секогаш знаеле да направат вистинска разлика помеѓу оние кои искрено и посветено работат во интерес на своите граѓани и оние кои континуирано нудат деструктивна политика и празна реторика. Граѓаните на Кисела вода секогаш биле единствени, сплотени и безкомпромисни во желбата Македонија да продолжи по својот пат кон напредокот. Граѓаните на Кисела вода секогаш имале храброст, волја и цврста решеност да ја стават иднината на својата држава пред се и да им кажат не на оние кои немаат никакво чувство на припадност, чувство за сопствениот македонски јазик, за сопствената историја, за идентитетот и пред се за унитарноста на нашата држава. Се прашувам, драги мои сограѓани, колку ли генерации сега и во иднина ќе ги осудат овие актуелни деструктивни сценарија на социјалдемократскиот сојуз, кои во името на двојазичноста, федерализацијата, лажната демократија, борбата против нашата колективна меморија, рушат еден дом граден со болка, граден со жртви на сите македонски дејци и револуционери, кои сонуваа за независна и суверена Македонија. Затоа од тука, од Кисела вода сакам да порачам, дека нема да дозволиме повеќе разнебитување, црни сценарија и поделби. Наша света задача е да го сочуваме мирот, стабилноста и унитарноста на Република Македонија, да градиме иднина за нашите поколенија. Да се сака татковината, значи да се создава, да се гради и материјално и духовно. Да се негува демократијата, значи да се почитува секој човек со човек. Таа традиција на почит и меѓусебна толеранција е нашата водилка. Тоа е нашата историска лекција преку која кај младите генерации ќе го развиваме и во иднина чувството на припадност, на идентитет, на љубов кон сопствената татковина. Ние никогаш нема да дозволиме, како што вели и нашиот Петре М. Андреевски, дека некој друг да не ги контролира нашата свест и нашата национална гордост. Драги пријатели, секој човек, секоја политичка опција, секоја генерација останува запаметена по тоа што го изградила, по она што го создала, а не по тоа што го уништила. Во изминатиот период максимално се трудевме да ги исполниме ветувањата, да ја оправдаме довербата и да ги реализираме проектите кои ги ветивме. За прв пат една партија, како ВМРО ДПМН, застана очи во очи со граѓаните и даде отчет за своето работење. Денеска гордо можеме да кажеме дека реализиравме многу. Реализиравме голем број на проекти, мерки и реформи во буквално сите сегменти од нашето општествено живење. Во земјоделието, образованието, економијата, во сферата на градежништвото, информатичкото општество, социјалната заштита, во сферата на младите и спортот, животната средина, локалната самоуправа, инфраструктурата, привлекувањето на странски инвестиции, се со цел да се намали невработеноста и да се подобри животниот стандард на граѓаните. За прв пат во историјата на независна Македонија,
како никогаш досега. Благодарение на нашиот председател господинот Никола Груевски се реализира и огромен број на капитални инвестиции, огромен број на проекти во областа на нашата култура. Ние покажавме што значи да се почитува собствената култура, да се негуваат собствените културни, историски и уметнички вредности. Во изминатиот период се изградија огромен број на објекти кои го напредија културниот развој на нашата држава. Ке споменам само дел од нив. Се изградија Македонскиот народен театар, театарот во Велес, музеот на македонската борба за државност и самостојност, археолошкиот музеј, портата Македонија, спомен домот на мајка Тереза, спомен домот на нашиот Тоше Проевски, музеот на вода во Охрид, куќата на Татарчеви во Ресен и многу други проекти. Интензивно работиме и на изградба на концертната сала за Македонската филхармонија, на Свети Климентовиот универзитет во Охрид, на Турскиот, на Струмичкиот и на Албанскиот театар, а ке градиме уште многу други објекти кои ќе овозможат Охрид, Прилеп, Тетово, Куманово да добијат нови театри. А Скопје и Република Македонија ќе го добијат најголемиот антички театар Скупи со капацитет до 9000 седишта. Во новата програма ветуваме дека ќе изградиме и нов репрезентативен простор за Националната галерија на Македонија, нов театар на местото на Драмскиот театар, нов театар за театарот комедија. Ќе обновиме и прошириме универзалната сала, Националната и универзитетска библиотека и ќе продолжиме со археолошките истражувања на нашите локалитети, со заштита на црквите, манастирите, џамиите, амамите и на целото наше културно наследство кое го поседуваме како држава. Ова се само мал дел од проектите во нашата програма Реално, која што ветува и во иднина унапредување на нашата култура и уметност. Драги пријатели, со задоволство ќе потсетам дека токму овде, во општина Кисела Вода, го изградивме и новиот дом на културата на местото на поранешното кино, што верувам дека за сите вас, за сите граѓани на Кисела Вода е од огромно значење. Овој дом доби нов мултифункционален простор, како што оваа општина заслужува. Простор кој ќе се користи за театар, за кино и за многу други културни активности. Драги пријатели, наш најсилен аргумент и најголема придобивка на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е намалувањето на невработеноста во нашата држава од рекордните 38% кои ги остави СДСМ зад себе на 24%, како и отварањето на нови 160.000 работни места за нашите граѓани. И во областа на културата, почитувани присутни, реализиравме нови 1700 вработувања, а платите на уметничкиот кадар се зголемија за цели 60%. Воведовме национални пензии, ја воведовме титулата национален уметник со која го наградивме придонесот на нашите уметници, кои ја афирмираа македонската култура и уметност на секаде низ светот. Со ова почитувани присутни покажавме однос и должна почит и грижа кон нашата култура, кон нашето културно наследство по кое сме препознатливи во светот. Со оваа културна ренесанса во нашата држава, Македонија ставивме на светската културна мапа. Македонија стана значајна туристичка дестинација, каде секојдневно гледаме огромен број на туристи и посетители. Што направи од другата страна Социјалдемократскиот сојуз, да се подсетиме? Што направија за својата собствена држава, за својата собствена култура? Ништо, ама буквално ништо. За нив културата е мисловна именка. И повторно го видовме на дело во овие 2,5 години нивниот однос и нивната деструктивна политика и уништување на нашата собствена култура, историја и идентитет.
фарбаа споменици, фрлаа со јајца, демолираа, палеа државни институции и ја скрнавеа нашата историја и култура. Сакам да им порачам дека тој што не ја почитува својата држава и својата култура нема право, ниту ке има можност да раководи со иднината на Република Македонија. Доста ни беше од манипулациите на Социјалдемократскиот сојуз. Македонските национални интереси не се на продажба. Тоа треба да го свати еднаш за секогаш Социјалдемократскиот сојуз и господинот Зоран Заев. Од друга страна има народ. Тоа е нашиот горд македонски народ, кој секогаш ги бранел и ќе ги брани македонските национални интереси. Македонскиот народ не треба да се потценува. Народот памети и не заборава. И на овие избори Социјалдемократскиот сојуз ќе ја добие најголемата казна и пораз од нашиот сопствен народ. Затоа денес со гордо крената глава повторно ја бараме вашата доверба за иднината на кисела вода и за иднината на Република Македонија. Пред нас предстои напорна работа, но ве уверувам дека како и досега, така и во иднина ќе продолжиме со истото темпо, со истата сила и енергија, бидејќи ние не се плашиме од работа. Ние ја имаме вашата поддршка и ќе продолжиме заеднички да создаваме дела. Затоа ќе ве повикам на 11 декември масовно да излеземе и да му ја дадеме довербата на носителот на листата на изборната единица 1, на човекот кој цврсто ги гради нашите релации со светот, нашиот актуелен министер за надворешни работи господинот Никола Поповски. На 11 декември да го дадеме нашиот глас за ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и за човекот кој до својот последен здив ќе се бори за Република Македонија, за нејзиното вековно име, за нашата култура, историја, нашиот идентитет, за просперитетна и европска Македонија, за господинот Никола Груевски. Сосема на крај, почитувани мои сограѓани, ќе завршам со мислата на доктор Христо Татарчев, која вели: Македонија била и ќе остане култ на македонскиот народ, на неговата религија, род, јазик, на реликвиите на нејзините дедовци и прадедовци. Токму тие реликвии со огромна љубов да ги оставиме за утрешните генерации, за да трае нашето вековно македонско име. Победуваме! Да живее кисела вода! Да живее ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија! Да живее Македонија, да сте ми здрави и живи!